Со новиот предлог закон се возможува извоз на сув цвет добиен со одгледување на канабисот за медицински цели, така што правните лица, одгледувајќи канабисот, има овозможено веќе произведените количини на сув хербален производ како опојна дрога да ги пласира на пазарите во Европа и пошироко, при тоа почитувајќи ги меѓународните конвенции и европското законодавство што ја регулира материјата. Предлог законот ќе има и фискални импликации со оглед на тоа што со спроведувањето на одредбите од овој предлог закон ќе се основа агенција за контрола на одгледувањето и производство на канабис, производи од канабис за медицински и научни цели, поради што е потребно да се обезбедат плати на доместоци. Во почетокот на најмалку 5 вработени, директор на агенцијата, 3.200.000 денари годишно ниво, како простор, опрема и тековни трошоци за работа. Согласно очекуваниот зголемен обем на работата, предвидено во наредната година да има и зголемен фискален ефект. Дополнителни делови кои што се менуваат во овој закон е потреба за гаранција во денарска противвредност од 300.000 евра на секој кој што ќе аплицира за ваква лиценца за одгледување на канабис, заради тоа што сметаме дека треба да се воспостави дополнителна контрола на компаниите кои што аплицираат за лиценцата. Сметаме дека ова е стимулативен закон за овој сектор, за овој бизнис, заради тоа што прво стимулира вработување на млад и едуциран кадар. Јас како член на оваа комисија ќе гласам против, бидејќи сметам дека еден ваков суптилен и опсежен закон треба да се донесе од парламентарни пратеници кои ќе имаат време за да го овој закон истераат по сите аршини, со дебати јавни, значи по сите аршини да се истера и да биде квалитетен онака како што треба, а не да се малку вака шверцерски носи во време на владење на техничка влада. Се надевам дека сепак до второто читање ќе размислите подобро и предизборно во текот на сите овие афери што се случуваат во нашата држава, да сакате да протнете закон од кој што немаат интерес граѓаните на Република Македонија, туку само одредени поединци, дека ќе се повлечете и ставете си го во вашата програма, па да излеземе да видиме дали граѓаните на вистина имаат потреба од ваков закон и дали поддржуваат ваков закон.